Значи, ние денес го имавме последниот состанок од тие неколку неформални состаноци кои што ги имаме со другите политички партии, со една надеж да најдеме некој компромис околу изборниот законник. А нашите позиции се јасни, значи ние прво и основно неколку пати на таа работна група баравме укинување на ППР или така наречено платено политичко рекламирање. Другите партии инсистираа дека тоа треба да постои, ако веќе тоа треба да постои, баравме тогаш поправена распределба и секако ние на маса ја ставивме една изборна единица, нешто околу кое што практично цело македонско општество се согласува, значи ние имаме меѓу 70 и 80% поддршка од македонското население за тако нешто. И мислиме дека ако околу нешто треба да се фемкаме ние тука, да се кошкаме, да се кршат копјата, треба околу една изборна единица, а не унапредување на системот, ај така да се изразам, на гласање на диаспората, бидејќи тоа прашање беше се појави од нигде никаде, некаде последните 2-3 состанока на работната група на изборниот законник. И како што каже и нашиот председател, апсолутно не беше ни тема на лидерската средба, што значи тоа влезе како едно, како да кажам, отровно апче во целата ситуација да го закочи целиот процес. Од денешниот состанок може да кажам, нашето компромисно решение беше добро во ред. Ајде во насока на демократизација на македонското општество да помине една изборна единица. Ние рековме добро во ред, ајде како пилот проект нека биде гласање на диаспората по пошта само за претседателските избори. Тоа денеска на моје изненадување беше прифатено од страна на ВМРО ДПМН и кажа дека тоа е фактички став на целата коалиција, иако ние како партија Левица мора да кажем имаме и основано сомневање дека сепак тука постои договор помеѓу поголемите партии една изборна единица да не помине. Од нив се бара усогласување на опозицијските партии, ја не знам тоа како ќе се изведе, така да не имаме еден вид на пат позиција. Сега ќе видиме дали повторно ќе имаме некој повик да се собереме и да разговараме. Сега, пошто го разбрахме ние, пошто разбрахме изјавата на академикот Бојан, сега треба вие како опозицијски партии да усогласите став. Ќе имате средби меѓу опозицијата, значи за сите овие 4 работи, финансирањето и една изборна единица, и диаспора. Еве да речеме, вчера официјалниот став беше они не се за пошта, они се за електронско, меѓутоа со некој брак од 5% за една изборна единица. И тоа од запишаните, не од излезените. Да. Возможно, за политика ми е возможно ли е воопшто, како опозицијски партии, да изградите заеднички став околу овие прашања? Видите, ние на тој состанок имаше еден предлог, кој што и јас го поддржав, а тоа е овој процес да продолжи. Значи, не сега се делиме ние тука на групи со неформални состаноци. Ако реформскиот рок е пробиен, а е, ако се бара на први избори на кои што ќе гласа диаспората по пошта да бидат 2029 на председателски, тогаш ние апсолутно имаме повеќе од доволно време овој процес во форматот во кој што беше во Министерство за правда да продолжи така и унаредните, бидејќи не е тоа едноставна работа, гласање на диаспората, па ако сакате една изборна единица што може да се усогласи у едно попладне со пола час муабет, значи тоа се сериозни работи кои што треба месеци пеглање, разгледување на детали, безбедносни протоколи, така да речем и така натаму, што значи нема проблем зошто овој процес не би продолжил. За жал тоа од власта беше одбиено. Ја мислам дека тоа е најдобро решение. Ако веќе имаме некое приближување на ставовите, еве да речем имаме компромис од страна на партијата Левица, имаме као прифаќање и дури за тој компромис од страна на ВМРО да помене. Јас мислам дека тоа е подобро. Не знам дали тоа ќе се оствари, ќе видиме деновиве, така да ќе видиме, зависи реално и од волјата на власт. Не само од нашата. Ќе видиме. Јас немам впечаток дека е целосно затворен процесот, така да мислам дека ќе има. Да, само не би можел да кажам колку. Да. Само за председателските збор. Тоа беше нашиот став, тие начелно го прифатија. Тоа е меѓу другото и проблемот, затоа што ние
Значи туркаме вакви едни, мора да кажам, големи реформи на некои состаноци кои што траат по 30-40 минути и секако ние не можеме да се договориме што треба да правиме, а камо ли па да отвориме дебати околу заштитните механизми. Затоа ние баравме, имаше предлог кој што го поддржав, овој процес да продолжи. Значи овој процес траеше 4 месеци во Министерството за правда, зашто да не продолжи, карикираме, уште 3 месеци не мора во правда, може во собранието, и да ги испегламе меѓу кои и тие, ако веќе имаме тие детали кои што се нели битни, затоа што во ваков еден случај кога вие го проширувате начинот на гласање на диаспората и треба да оведете некои безбедносни протоколи, дали било по пошта, дали електронско, значи вие техничките детали, што навидом изгледа технички, стануваат суштински, дали тоа гласање ќе биде адекватно заштитено, дали стварно ќе одрази волјата на опозицијата или можеби ќе имаме и таму нејасноти, па после ќе збориме за украдени избори и така натаму. Така да тоа мислам дека е најидеалното решение, ние да продолжиме да се среќаваме у наредните неколку месеци и сите проблематични детали да ги испегламе.